Здраво и живо на сите. Добре дојавте во уште една нова епизода на Builders МК. Денеска немам соговорник, ќе бидам сам, но денес сакам да ви ја представам кратко и брзо, без да ви земам многу внимание, многу првата верзија на builders.mk платформата или веб апликацијата или продуктот. Затоа што ви споделам што последниве 3 недели се крчкаше. Пред точно 3 недели го започнавме првиот циклус, работиме во циклуси, 3 недели имаме фул фокус и работа на тоа што е планирано и една недела имаме кулдаун, односно една недела рефлектираме, одмараме, размислуваме и така натака. Па, вчера официјално во ньюслетерот најавивме дека првата верзија на builders.mk е достапна. Јас сум многу возбуден, затоа што ова е само верзија 0.1, односно првата верзија од многу верзии што ќе следат за веб апликација, продукт што го градиме за нас, искрено за мене лично си го градам, продукт што ќе ми помага да консолидирам идеи, case studies, алатки, се на едно место, на некој начин казма за градење продукти ќе биде. И секако таа казма ја отворам бесплатно за Македонија. Најчесто и многу коментари слушам како ќе монетизираш ова, што ќе монетизираш и така натака. Не го монетизирам и верувам дека се верзични луѓе на нешто ќе видат бесплатно и ова нема шанси да е добро. Едноставно е, се поврзувам со луѓе, веќе луѓе ми пристапуваат, комуницираме, разговараме за продукти, има потенцијал за да соработуваме заедно и мене тоа ми е многу интересно. Така да ова латка си ја градам за мене и ја отварам затоа што се поврзувам со луѓе, не ми треба да ова да монетизирам, секако паралелно градам продукти. Така да прво на сите, ви благодарам, до сега се 400, околу 400, блиску 400 членови придружени на заедницата. Ќе биде многу интересно кога собереме што повеќе, да речеме 1000 и слично, кога почнеме настани да правиме, да креираме, да имаме некој сервер каде што ќе бараме фидбек, ќе споделуваме, ќе не знам, за идеи, ќе зборуваме за продукти, за алатки, ќе биде многу кул. Така да на сите ви благодарам. Другите што не се зачленати или не се придружени, слободно најавете се на платформава, многу едноставно е, не боли, буквално само читате case studies, идеи, разменуваме, ќе дојдеме до заедницата, така да нема што да изгубите, само ќе ме поддржите во мисијата да ја поместуваме Македонија кон продуктна економија, затоа што денес околу 95% е аутсорсинг. Кратко би сакал само да ви споделам до каде сме стигнати последните 3 недели. Беа интересни, снимавме доста видеа, снимивме 2 подкасти. Едниот подкаст е со Даниел од Толт, односно како Толт стигна, епизода за како Толт стигна до 60.000 месечно. Даниел ги сподели деталите за кои тактики користеа за маркетинг и ред други работи, што е многу интересно. Добив доста позитивни коментари, ви благодарам. А втората епизода ја пуштивме со Јован од gamesoup.mk, исто многу интересна епизода и односно за неговиот пат како од NetSetter, од стабилна работа ја напушта, додека паралелно изградил една игра, па тоа му прераснува во фултайм, во полно работно време или во бизнис, што е многу интересно. Доколку немате гледано, отворете слободно. Тоа беа 2 подкасти, нови работи, нови епизоди доаѓаат, многу интересни се крчкаат, така да stay tuned. А за платформата вчера што ја пуштивме е достапна на value.builders.mk или ако одете на builders.mk, ако кликнете придружи се или најави се, веќе ве донесе на value.builders.mk. Value, вредност, ресурси, практични работи, тоа сакам да биде и тоа ќе биде само вредност. Нема да има ништо абстрактно, затоа што нема да има. Едноставно е. Сега тука, јас сум моментално најавен, ги пуштивме првите 2 модули или функционалности. Едното е cool, интересни работи, односно case studies или студии на случај, а другото е алатки консолидирани од светот што најмногу се користат, категоризирани по фаза, например алатки за ресерч, за градење, за креирање содржини на социјални медиуми и така натака. Ќе почнам кратко од case studies. Тука имаме веќе 10 според мене многу интересни case studies. Што можат не само да инспирираат, туку преку деталите на овие case studies можете да научите разни работи како маркетинг стратегии, кои алатки ги користеле, како стигнале до идејата и така натака. Што е многу интересно, заради тоа е ова именувано интересно, можеби ќе осмениме, слободно би сакал фидбек да добијам за платформата. Кратко пред да преминам на алатки, само сакам да ви доловам како изгледа еден case study. Мене е многу интересно, тука ми беше
Како привлеков корисник за мојот софтвер за конверзија и тој е интересен. Да, како изградив 10.000 месечен периодичен приход MRR е апликација за имейл. Например, ова ми е многу интересно. Многу едноставен продукт, човекот стигна до 10.000. By the way, за сега овие податоци се собирани, консолидирани од интернет. Веќе постојат овие информации, ние само ги собираме на едно место, значи се трудиме да се што поточни или по најнови податоци, можете да ги проверите и да ги валидирате онлайн. Доколку имаме некој промаш во нешто, слободно пишете ми. Идејата е тука не да сме 100% најточни, идејата е нели да отвориш студија на случај и да те води низ процесот како дошле до идејата, како изградиле, кои стратегии користиле. Мислам дека ќе доловите што е поентата тука. Да, значи ова е конкретна студија, детали за конкретна студија на случај од Ели Штајнбок. Како изградив 10K или 10.000 месечен периодичен приход е апликација за имейл. Кој си ти, каков бизнис започна? Моето име е Ели Штајнбок, јас сум основач на Inbox Zero. Ние сме AI Assistant. Десно тука, by the way, можете да видите веднаш кратки податоци, 10.000 MRR, трошоци $100, стартап трошоци, основач 1, двајца вработени. Ова се трошоци, можеби овој ќе треба да дадеме објаснување, но тие се трошоци за како го започнале во моментот кога започнале да го градат, например, трошоци за алатки се тоа. Основач 1, вработени двајца, основач е Ели Штајнбок. Ево, тука објаснува. Ние сме AI асистент за имейл кој ти помага брзо да постигнеш Inbox Zero. Многу јасно и едноставно. Значи, асистент кој што ти помага, ти ги филтрира или некако валја ти ги сортира, агрегира, ти ги сортира мејловите што ги добиваш, со цел да немаш анксиозност да гледаш стотици мејлови непрочитани. Претпоставувам. Нашите примерни клиенти се сите кои користат имейл за работа или искрено секој со преполно сандаче, што е многу широка публика. Како дојде до идејата за Inbox Zero? Дојдов до мојата идеја затоа што трошев премногу време на имейл, ова печешна грешка, водејќи претходни бизниси. Посакував да има асистент кој би можел да помогне во управувањето на моето сандаче. Многу едноставно, негов личен проблем. Ова е верувам проблем и на многу други, што си го решил и го претворил во бизнис, но пазете, целиот момент е од каква алатка сам со двајца вработени, не верувам дека на почеток ги имал вработените, не сум сигурен, стигнал до 10.000 месечен приход, 10.000 бројка која што во Македонија искрено 50% да се трошоците можеш да живееш и бесконечно да го правиш ова, да градиш продукти и да уживаш буквално. Многу едноставно е. Не е едноставен патот, но многу едноставно изгледа. Патот е таков каде што треба секојдневно да експериментираш, да си во центар на овие работи, односно заради тоа го креиравме, заради тоа го направив Builders, да сме опколени со case studies, со алатки, со идеи, затоа што проактивно така доаѓаш до момент каде што ќе почнам јас да правам, да експериментирам нешто, наспроти да излезеш да се шеташ на Партизанска и да размислуваш на идеи. Не брат, нема ти дојде идеја така. Ако имаш проблем што сакаш да го решиш идеја, супер, но има луѓе што проактивно дошле, односно се опколени со такви размислувања и дошле до нешто да градат. Тој пат е многу поинтересен според мене, зашто јас сум човек валја што сака контрола да презема и сакам јас да пристапам на нештото, а не рандом да ми дојде идеја како јаболкото на Исак Њутон што му паднало. Како го лансираш Inbox Zero и како доби почетна ова е AI печатна грешка, traction, односно како ги привлекол првите корисници. Кога првично го лансирав бизнисот, им кажав на пријатели за него и постирав на Twitter или X моментално, X, како и во различни онлайн заедници во кои бев дел. Човече, ова е буквално класичен пат на сите соло или претприемачи со мали тимови што се стигнати до 10, 15, 20 илјади. Како доаѓа до тие први бројки на MRR преку Reddit, преку Twitter, преку постирање за продуктот и спамање буквално. Даниел тоа го спомна, они стигнале до 10.000 МРР со спам ја нарече стратегијата, каде што секојдневно постирале за толт на Reddit, на Twitter и така натака, што е многу интересно. Проактивно преземаш чекори. Од самиот почеток постави waitlist и имав околу 150 луѓе пријавени пред целосно да го објавам производот. Многу интересно. Тоа што цело време бизнис MVP чек листата што објавив, затоа што внимавајте, бизнис MVP е тотално различно од MVP, од minimum viable product. Денес многу е битно да имаш бизнис MVP на почеток, пред да го имаш продуктот, мораш да направиш лендинг пејдж, да имаш стратегија каде ќе го постираш на Twitter, на LinkedIn,
па потоа да на некој начин да почнеш да пристапуваш до луѓе со цел да собериш листа од 10, 20, 50, 100 луѓе со кои што кога ќе дојдеш до продуктот ќе го валидираш на некој начин, ќе им споделиш за продуктот. А и пред да го изградиш продуктот од тие луѓе, дознаваш дека штом ти се пријавиле на формата, дознаваш дека се заинтересирани, што е многу битно, наспроти ја потрошиш време на градење директно. Ете, тука го представили на Product Hunt, ја представили идејата, односно продуктот на Product Hunt. Product Hunt е нели веб продукт агрегатор каде што луѓе усвари поминуваат низ некаква си апликација форма и постираат нешто како AppSumo и постираат за нивните продукти, па добиваат votes од секојдневни корисници што даваат на некој начин оценка за продуктот, дали би го користеле, дали не. Така да Product Hunt е исто добар канал на аквизиција, доколку лансирате, доколку изградите некој продукт, ќе ви донесе одредена база на корисници. Ете, тука пише, луѓето често велат дека Product Hunt е бескорисен, но без Product Hunt Inbox Zero не би постоел денес. Многу интересна информација. Исто така водам YouTube канал за Open Source EA. Значи, тука има детали како го лансирал Inbox Zero и како добил почетен трекшн. Наредно, која беше стратегијата за раст на Inbox Zero и како скалиравте? SEO беше убав извор на сообраќај. Ако го пребаруваш терминот Inbox Zero, ранкираме први. Тоа е, ето, тука, значи, за него работело SEO, што е интересно. YouTube каналот исто бил добар извор за него, Product Hunt, Reddit класика, Reddit Newsletters, GitHub Trending. GitHub Trending. Добро, да не сум знаел, само го знам, а не сум знаел дека може да има, да биде канал на аквизиција, интересно. Така да, многу интересно, овие се многу интересни информации. Значи, ова не, by the way, Builders не дека ќе платформава ќе ви донесе вас $1 милион идеја и готово ќе ви заврши патот. Буквално ние сме во Lightbulb бизнис. Ова е само даваме идеи, case studies, алатки, сакаме да инспирираме и себе, нас да се инспирираме, јас себе си да се инспирирам. Тоа е целата работа, да си на средина, да си во вулканот на некој начин, во продукти, алатки, цел тој момент. Не дека ова ќе направи некого милионер или шо и да е. Тотално не. Ова е буквално само да ти помогне, буст на некој да ти даде со прагматични ресурси. Кои беа најголемите научени лекции од градењето на Inbox Zero? Пак интересен момент, значи лекции научени од и грешки од неговиот процес на градење и лансирање. Мислам дека успеав да го доловам моментот. Ова е една од 10 case studies. Секоја недела ќе имаме по 10 нови case studies, детални, што повеќе ќе се обидиме да бидат што повеќе детални со цел да учиме од нив, да бидеме инспирирани. И така да јас сум доста возбуден и се осеќам дека собирам се едно место и се осеќам дека сум некако сум on top of the things. Вториот дел исто кој што сакав многу да сум on top of the things и да знам што се случува, го решавам буквално, свој проблем си решавам, односно сите алатки што денес се во светот да речеме важни за градење продукти, наоѓање идеи, креирање содржини на социјални медиуми и така натака, што ги користат луѓе што градат продукти, се обидовме да ги консолидираме и да ги сортираме, да ги консолидираме на едно место и да ги сортираме според фази, според нели фаза на развој на продукт. Така да пазете тука, значи да речеме има алатки кои што се за истражување, објаснети. Во смисла да речеме ето тука е EXA, Hunter.io на пример. Кликаш и ти објаснува алатка за наоѓање и верификација на имејл адреси за лидови, алатка за наоѓање и верификација на професионални имејл адреси и така натака. Значи ова не дека е вау, ама моментот на едно место да имаш да знаеш, окей, овие се види како овие прават луѓе, како овој стигнал до таму, па после да ги видиш алатките за градење MVP, за креирање содржина социјални медиуми, кои алатки, Banner, GenViral, Postbridge и слично. И се ова да го имаш на едно место ти помага, некако те форсира, ти дава инспирација, барем мене ми дава заради тоа си го градам првично за мене. Ти вика ајде гради, ево ги алатките, ево како го деле патот. Понатака ќе дојдеме и до идеи, тој ќе е најинтересен дел, трендови и слично. За заедницата да не прамуваме, тоа ќе биде лудило. Како изгледа моментот на алатки? Значи имаме категории: истражување, градење MVP алатки, на пример Supabase, Vercel, Bolt и слично, па имаме за креирање контент, содржина, кои алатки, автоматизација, раст.
Тоа се буквално, значи ова е верзија 0.0001 на некој начин. Ке има многу верзии, оваа платформа, оваа апликација, јас имам милиони идеи што сакам да ги имплементирам и да ги споделам уште сега веднаш со вас, но не е возможно наеднаш, не можам се да изградам да направам. Двајца сме со Мартин многу ми помага, заедно сме партнери, заедно го градиме ова. Има многу работи што може да се направат. Има друг пат ќе ги споделувам со тек на време, така да bear with me и пишете фидбек и најавете се, буквално ништо не ве чини, градиме алатка за себе, градиме алатка што ќе ни помага да се инспирираме и да градиме продукти. Најчесто од сите тука case studies се инженери, дизајнери, маркетери, project менаџери, луѓе што успеале, дали со vibe coding или со нешто почнале, најчесто без капитал почнале, па после некој од нив можеби се обидуваат да бараат капитал, инвестиции и слични, но убеден сум дека не ти треба капитал. Буквално убеден сум дека за да почнеш не ти треба капитал, за да изградиш нешто. Дури пазете инвеститорите, ако сакате за инвестиција, тие поголеми се шансите да добиете инвестиција ако имате веќе нешто конкретно, нешто што работи. Така да верувам дека ова ќе биде почетокот, верувам дека ќе се споиме и ќе почнеме, ќе биде аура на експериментирање, на идеи, на алатки на цел тој момент. Јас сум искрено возбуден и многу интересни епизоди следат на подкастот. Ви благодарам сите што слушате, ме следите, ме поддржувате. Ова е буквално само почеток. Ова јас ќе оправам долго време. Така да, а за сите што мислите дека ве спавам, слободно одследете ме, немам проблем. Секако би сакал да сме филтрирани луѓе што го сваќаат и сакаат проактивно да си решаваат проблеми во животот, сакаат да скокнат, да се во контрола на работите, љубопитни луѓе, да читаат, да гледаат што прават други, да се обидуваат. Зашто реални да бидиме, ова не правиме од тука нешто да ти донесе финанси, пари, или ова не е дојди ќе правиш пари, ова е дојди заедно да го одиме патот на градење продукти. Толку едноставно е. И нешто што е интересно, исто би сакал да го спомнам, тек сега ми пристапуваат луѓе, уште на некој начин 3 недели не се поминати, тек сега луѓе ми пристапуваат за фаундер, за матчмейкинг, за билдери, односно има луѓе што сакаат да најдат партнер, дали тек, дали кој маркетинг, кој дизајнер, но ќе биде многу интересно. Заедницата ќе биде, да, имам 100 сати можам да зборувам, ама нема шанси да стигнам, да. Со време, со тек на време. Фала на сите, фала уште еднаш за сите што се придруживте веќе, што ме следите, така да имајте убав ден и се гледаме наскоро и се слушаме и ќе градиме. Чао, 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 чао.